Национално сега нема ја добра и што вика доаѓаме на тоа дека тој центар на моќ ги крши сите, ама ги меле. Ама тој центар на моќ, знаеш ли, компаниите со тоа и бизнисмените и олигарсите. Нема да мислиш дека една партија. Тоа се олигарсите, значи кај што е парите, кај што се моќта. Тоа ме дополнуваш, на тоа мислам цело време. И вика зашто ме рекол, срцање на чии парите се брука. Брука се парите. Колку Веста за тебе, зашто реално беше многу популарен кога беше генерален конзул во Њујорк, колку твоите приказни од Њујорк ги проверува новинарите? Колку? Нула. Затоа што Ида спомна дека можеш да провериш 2-3 извори, да се увериш каква е приказната. Нема проверки, ја не се сеќам на такво нешто. Се сеќавам на 150 најмалку текстови што беа напишани на овој или на овој начин. Година ти си го кревал тиражот? Па не знам дали сум го кревал тиражот. Ја ми се чини дека бев онака дел од одработување на една агенда. Бидејќи како што често пати знам да зборувам приватно, сега сакам јавно да кажам, постои една институција во овие кругови на моќ, која што е лоцирана во една партија, еве нема да именувам, која што ние не можеме да ја дефинираме се уште со луѓе затоа што работи во исклучителна тајност, која што седнува, става на маса луѓе, имиња, презимиња, ги дефинира кој треба да биде уништен, кој треба да биде раснат на крст, кој треба да биде медиумски експониран, односно негативно представен и работат на таа тема. Некои од тие новинари се само извршители во креирањето на јавното мислење. Значи таа алка која што оди меѓу јавното мислење и таму. Тоа не е институција затоа што не може да се дефинира. Тоа е дел од една партија, меѓутоа многу тесен дел. Кој што според тоа што јас го знам, значи не сум застапник на некои теории на завера, па масоните, па сите против Македонија, цел свет. Туку мислам дека луѓе кои што се исклучително паметни, високо образовани, кои што знаат што е технологија на владење, само тоа го применуваат за да задржат континуитет на една структура. Многу ме интересира, ама мислам дека некој еден од главните уредници на една телевизија ќе осамне на пратеничка листа. Еве живи билите видели. Што да, ќе видиме тоа како ќе биде. Значи не ви јас не демантирам апсолутно тоа, мислам ти што го кажа. Ти си имаш право за себе да си кажеш што било вистина, што не било вистина, јас ти верувам. Пишувам книга, се надевам дека ќе објавам наскоро и ќе искочат сите документи. Верувам дека има и такви случаи кај нас. Сега има одредени, значи не можам да зборам за тој случај бидејќи стварно не сум упатена, не сум следела нели надворешна политика. Има случаи каде што ние новинарите многу тешко добиваме доаѓаме до информации. Значи некогаш и кога се обидуваш не можеш да најдеш се крие да речеме другата страна е сега. Многу тешко се отварат прво владините, значи владините институции. Мене ми се случувало да нешто да биде за некоја странска компанија, нешто пишувам. Се јавам во странска компанија, за 10 минути, за пола сат добиваш одговор или ќе речат, ќе напишете мејл, ќе ви одговориме и апсолутно се транспарентни. Значи во странска компанија, странско министерство, значи во Хрватска, во